Премиерот Христијан Мицкоски денеска порача дека ликот и делото на Гоце Делчев треба да бидат водилка за тоа како понатаму да се гради заедничката татковина Македонија. На чествувањето по повод 154 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер. Мицкоски заедно со министерот за култура Зоран Љутков и министерката за образование и наука Весна Јаневска положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Денес го одбележуваме раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, човек кој остави нераскинлива трага. Се сеќаваме на неговото дело што го направи не само за македонскиот народ, туку за Македонија како држава и за сите граѓани. Неговата борба за независна македонска држава во срцето на Балканот е епска, изјави Мицкоски. Тој потсети дека Делчев прерано го загубил животот на 31 годишна возраст, но дека неговите идеали за македонската држава остануваат трајна инспирација. Уште еднаш да се споменеме за неговиот лик и дело, тоа нека ни биде пример како понатаму да ја градиме нашата заедничка татковина, порача премиерот. По повод годишнината се огласи лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, кој во порака до јавноста истакна дека Гоце Делчев е еден од визионерите што ги поставиле темелите на македонската државотворност. Неговата порака за светот како поле за културен надпревар на народите и денес е јасен повик дека Македонија мора да оди напред кон модерна, просперитетна и европска држава, порача Филипче.